Почитуван заменик министер господине Буши, почитувана заменик министерка за здравство господја Маја Манолева, почитувана државна секретарка во Министерството за внатрешни работи господја Несторовска, почитуван заменик директор на Бирото за јавна безбедност Јашари, почитувана и ценета државна секретарка на МВР на Словенија господја Тина Хеферле, почитуван началник на Оделот за воздухопловни единици Ненад Алексовски, ценети припадници на Оделот, ценети членови на семејствата на загинатите и починати припадници на Оделот за воздухопловни единици, почитуван професоре, дојовски декан на Факултетот за безбедност, почитуван председател на Македонскиот полициски синдикат, почитувани колеги, почитувани припадници, представници на медиумите. Ми представува особена чест, 7 година поред од позицијата министер за внатрешни работи, да бидам во тек и одблизу да ја следам работата на припадниците на Оделот за воздухопловни единици при Министерството за внатрешни работи и со должна почит и длабок наклон токму на денот на неговото формирање, можам да констатирам дека токму овој одел го бројуваме во најелитните единици во Министерството. Зошто го велам ова? Од далечната 1969 година до денеска, во текот на овие 54 години постоење, бројни генерации и припадници на Оделот за воздухопловни единици, постапувајќи врз основа на законски процедури и норми, преку своите активности и залагања, но и човечки потенцијал, се вградија во развојот, напредокот и работата на Министерството, како битен елемент во заштитата на редот, поредокот, сигурноста и безбедноста на граѓаните и на државата. Ова наследство низ годините заслужува огромен респект, но и обврска кон натамошно вложување во напредување и осовременување на Оделот како стожерен дел од безбедносниот систем. Кога зборуваме за сегментот на оперативно дејствување на Оделот за воздухопловни единици, тој представува еден од суштинските во полициското работење, преку кој се извршуваат сите задачи од областа на антитероризмот, одржувањето на јавниот ред и мир, заштитата и спасувањето, помош при елементарни непогоди и други останати полициски работи. Преку својот високопрофесионален пристап низ годините, Оделот се изгради како важен оперативен елемент што ги обслужува сите функционални единки и служби во Министерството за внатрешни работи. Оделот за воздухопловни единици, преку своите бројни успешни активности во годините наназад, воспостави високи критериуми во работењето со кои сите ние се гордееме, но и поставуваме нови и големи очекувања, како во класичните политички активности, така и во бројните хуманитарно-спасителни активности. Следствено на ова, тенденцијата на раководството на МВР за модернизација и сеопфатно реформско развивање на овој важен сегмент од безбедносниот систем укажува на наша респектибилност кон улогата на Оделот за воздухопловни единици заедно со хеликоптерските единици за посебни и полициски намени. Ние како раководство повикани сме во континуитет да создаваме квалитетни предуслови, а вие како припадници на Оделот да ги совладате и оправдате нашите, а и собствените очекувања, кои се дел од работниот ангажман и да обезбедите максимална координираност и компатибилност со целиот полициски систем на Министерството, бидејќи тоа е клучот за успехот на секоја институција. Од 2017 година наваму го динамизираме процесот на материјално-техничко осposobување на полициските служби и на полициските службеници на ниво на МВР, па така и во Оделот за воздухопловни единици. Се ориентиравме кон неговиот континуиран развој и модернизирање, како во поглед на личната опременост на полициските службеници кои што работат тука, така и во поглед на подобрување на објектите и инфраструктурата што тие ја користат во секојдневното работење. Во овој период на развој беше инвестирано во низа неопходни инфраструктурни потреби на единицата, не само од аспект на материјално-технички потреби,
како што се реновираниот објект на единицата, рампа за десантирање на тимове од воздух, ведро, резервари за гасење на пожари, туку и персонално опремување на вработените со летечки униформи и специјална летечка опрема, но и униформи за персоналот за техничко одржување. Почитувани присутни, препознавајќи ги потребите од аспект на МВР и од аспект на државата за поуспешно справување со пожарите, а со тоа и подобра заштита на граѓаните и имотот, катастрофалните пожари од 2021 година беа уште еден дополнителен сигнал за МВР да започне со набавка на најсовремена опрема за полесно справување со ваквиот вид на непогоди. Имајќи го во предвид фактот дека кога дојдов на чело на МВР, оделот имаше само еден хеликоптер во функција. Денеска со гордост можеме да се пофалиме дека работните задачи оделот ги извршува со 3 хеликоптери Бел, а за хеликоптерот Бел 212 обезбедивме најсовремена опрема способен за гасење на пожари, едно ведро за Бел 212 и симплекс резервар за Бел 412. А успешно е завршена и меѓународна обука од страна на словенечката полиција, и тоа за носење подвесен товар и за гасење пожари за сите пилоти од хеликоптерската единица за полициски намени. Во оваа прилика упатувам искрена благодарност до МВР на Република Словенија и до министерот за внатрешни работи господинот Поклукар и неговите соработници кои даваат вреден придонес и поддршка во делот со монтирање на медицинска опрема во еден од хеликоптерите со цел пренос на лица до и од Скопје во другите медицински центри, што е исклучително важно за општеството и е за прв пат од постоењето на оделот до денеска, исто како што беше и со опремата за противпожарна заштита. Во тој контекст, она што сакам посебно да го потенцирам е полициското дејствување за време на летната сезона. Изминативе 3 години каде оделот за воздухопловни единици беше клучен во справувањето со огнените стихии низ територијата на целата држава. При тоа соработувајќи со низа институции од државниот апарат, припадниците на хеликоптерските единици за полициски и за посебни намени, секогаш се во првите редови на системското спротивставување, заштита и превенција од пожари, а секако вредни за споменување се бројните заеднички спасувачки мисии, реализирани во координација со другите полициски служби, првенствено со оделот за специјални полициски операции, специјалната антитерористичка единица Тигар и единицата за брзо распоредување. Дозволете ми на крајот да го изразам своето задоволство од позитивниот статус што оделот денеска го има во рамки на дејствувањето на македонската полиција како респектабилен партнер ангажиран во множество успешни операции и проекти. Уверен сум дека и во годините пред нас ќе бидете на висина на задачата и професионални и посветени како и досега, и дека заедно ќе вложиме дополнителна енергија и ентузијазам во натамошниот раст и развој на оделот со единствена цел – градење на полиција сервис на граѓаните и гарант за сигурноста и безбедноста. Дозволете ми во мое и во име на Министерството за внатрешни работи да ви го честитам денот на формирањето на оделот за воздухопловни единици, да ви посакам мирно небо, уште многу успешни спасувачки акции, бројни успеси како на професионален, но и на личен план пред се здравие, лична и семејна среќа и сите заедно да чекориме кон нови успеси за напредок на нашата Македонија. Ви благодарам.